Почитувани, нов ден, нови скандали околу доделените проекти во срамната програма за култура подпишана од министерот Роберт Аладјозовски. Уште еден сомнителен случај за злоупотреба на државна функција, кој фрла сомнеж за корупција при распределбата на средствата и проектите во годишната програма на Министерството за култура за 2018 година. Имено, во програмата доделени се неверојатни 660.000 денари за проект на Арлинд Хисини, кој е шеф на кабинетот на државниот секретар во Министерството за култура Валмир Азири. Ова е уште еден од низата скандали кои оставаат сомнеж за корупција, конфликт на интереси, како и злоупотреба на службената должност од страна на раководните лица во Министерството за култура и комисиите кои одлучуваа за проектите во годишната програма за 2018 година. Со ваквите скандалозни одлуки, Министерството за култура ја понижува културата во Република Македонија и ги омаловажува и дискриминира националните установи кои треба да бидат носители на културното живење во Републиката. Исто така, понижени се и огромен дел фестивали и манифестации кои имаат повеќе децениска традиција, а кои или не се предвидени за поддршка, или пак намалена е поддршката за нивните активности. На сметка за тоа, со народните пари се наградуваат активисти на така наречената шарена револуција, како и партиски активисти и блиски соработници на власта. Во таа насока, јавноста со право се сомнева дека критериумите за распределба на проектите и средствата, наместо стручни, естетски и вредностни, се чисто политички. Како што се анализираат по дејности, така скандалите стануваат се побројни. Во музиката и музичко-сценската дејност се занемаруваат фестивали и манифестации со децениска традиција, а се фаворизираат друштва кои наместо со култура се регистрирани за лов. Во оваа дејност бројни се и примерите за класичен конфликт на интереси, особено оној на председателот на комисијата кој доделил пари за факултетот каде што тој е продекан. Во драмската дејност на релативно нови установи им се одобрени многу повеќе средства и проекти од театри кои постојат со децении и оваа година одбележуваат повеќе децениски јубилеи. Некои автори се фаворизирани со 4 или повеќе проекти, додека на други автори во програмата им се одобрени само еден или ни еден проект. Во издаваштвото, некои автори не само што се поддржани повеќе пати, туку и спротивно на долгогодишните политики на Министерството за култура, поддржани се и втори изданија на дела кои веќе еднаш биле поддржани во програмите на Министерството за култура во изминатите години. Почитувани, годинешната програма на Министерството за култура, предводена од СДСМ и Аладјозовски, нема за цел промоција на културата во Република Македонија. Во истата нема рамноправен културен развој, на што реагираше целокупната македонска јавност, а особено бурно реагираа уметниците и културните работници. Веќе една недела нема никаква реакција од Министерството за култура и министерот Аладјозовски, кои немаат соодветни одговори, ниту ги исправаат скандалозните и нелогичните одлуки за распределба на средствата и проектите во годишната програма за 2018 година. Поради ваквите скандали, како и поради бурните реакции во јавноста пред се на уметниците и културните работници, ВМРО-ДПМН го повикува министерот за култура да ја повлече годишната програма и истиот да понесе морална и политичка одговорност. Ви благодарам.